Добар ден, јас сум Сузана Тунтева, професор по биологија од Средното училиште на град Скопје Георги Димитров. За денес ви имам спремено презентацијата за лекцијата Генетски код синтеза на протеини, што се изучува во втора година гимназија. Кои се целите на овој час? На овој час треба да научите дека ДНА е главен носител на генетичката информација за синтеза на протеини. Синтезата на протеини е закодирана во ДНА молекулата и дека синтезата на протеини се одвива преку процесите иницијација, активација, транслација, елонгација и терминација. Секоја клетка содржи во себе наследен материјал. Наследниот материјал кај еукариотските клетки е сместен во јадрото и е представен со хроматинот. Хроматинот во суштина представува ДНА молекула која што е поврзана со хистонски протеини. Од тука можеме да заклучиме дека основна молекула во пренесувањето на информациите на наследните својства е ДНА молекулата. На кој начин се врши пренесувањето на наследните својства, односно пренесувањето на генетичката информација? Процесот на репликација представува процес во кој што од една ДНА молекула се синтетизира потполно иста или идентична ДНА молекула. Во процесот на транскрипција од едниот синџир на ДНА молекулата се синтетизира информациона РНА. Зошто од едниот синџир на ДНА? Затоа што РНА во својата структура имаат еден полинуклеотиден синџир. Значи, од ДНА молекулата преку процесот на репликација се создава нова иста ДНА молекула. А од ДНА молекулата, од едниот синџир на ДНА молекулата преку процесот транскрипција се препишуваат информациите од ДНА на информационата РНА. Во процесот на синтеза на протеини доаѓа до спојување на информацијата од информационата РНА и аминокиселините кои што ја носат транспортната РНА за синтеза на одреден или соодветен протеин. Што значи зборот транслација? Транслацијата е процес на синтеза на протеини кој што се врши во рибозомите. Знаеме и од претходно дека рибозомите учествуваат во синтезата на протеини. Во овој процес, редоследот на кодоните од информационата РНА се преведува во редослед на аминокиселини во протеини. Во овој процес учествуваат сите три вида на рибонуклеинска киселина или на РНА. Што значат термините код, кодон и антикодон? Генетскиот код, а тоа е запис или шифра, представува запис кој што се состои од три азотни бази, односно од три букви. Азотните бази во ДНА молекулата се аденин А, тимин Т, цитозин С и гванин Г. Значи, триплет од азотни бази во ДНА молекулата се означува како код. Генетичкиот код го одредува редоследот на аминокиселини во процесот на синтеза на протеините. Што значи зборот кодон? Кодон представува триплет од азотни бази од информационата РНА. Значи, во процесот на транскрипција, генетскиот код од едниот синџир на ДНА се пренесува како генетска информација со специфичен редослед на базите во информационата РНА. Тој специфичен редослед е според принципот на комплементарност. Група од три последователни азотни бази, а азотните бази во РНА молекулата се аденин А, урацил У, цитозин С и гванин Г. Значи, триплетот од азотни бази од комбинацијата од овие букви во молекулата на информационата РНА се нарекува кодон. Антикодон представува триплет од азотни бази на
транспортната РНА. Информацијата од ДНА молекулата, која што е препишана во процесот на транскрипција во форма на кодон, служи за редослед на одредени аминокиселини. Како што гледате од шемата, со комбинацијата на различни букви, односно азотни бази, доаѓа до детерминирање на одредена аминокиселина. Од шемата се гледа дека постојат и црни точки каде што нема ни еден кодон кој што носи одредена аминокиселина. Со процесот транскрипција, генетскиот код е кодон во информационата РНА. Во табелата можеме да забележиме дека некои кодони воопшто не кодираат аминокиселини, па затоа се наречени бесмислени кодони. Синонимните кодони или кодони кои кодираат иста аминокиселина, но се разликуваат во однос на третата азотна база, односно тоа е буква. Некои кодони се означени како старт кодони или тоа се старт сигнали, кои ги поттикнуваат рибозомите да започнат со читање на молекулата на информационата РНА, или стоп сигнали или стоп кодони, кои што ја даваат информацијата на рибозомите да престанат со читањето на информационата РНА, на тој начин да престане синтезата на протеини. За да го запознаеме повеќе и подобро процесот на синтеза на протеини, треба малку да се запознаеме и со структурата на транспортната РНА, односно на ТРНА. На молекулата на транспортната РНА се наоѓа место за врзување на специфична аминокиселина. Тоа место е означено со АЦЦ буквите. А значи аденин, С цитозин и С цитозин. РНА, транспортната РНА, е изградена од еден полинуклеотиден синџир и уште еднаш ќе повторам дека постои тука едно место, АЦЦ, кое што место врзува одредена и соодветна аминокиселина. Која аминокиселина ќе биде врзана за местото АЦЦ ќе зависи од соодветниот антикодон, кој што се наоѓа на спротивната страна. Секој тип на ТРНА молекулата може да врзе само една аминокиселина, па затоа секој организам поседува многу типови на транспортна РНА. На кој начин се врши биосинтезата на протеини? На шемата можеме да видиме дека ова е представена ТРНА или транспортната РНА. На едниот крај од транспортната РНА е местото АЦЦ на кое што се поврзува одредена аминокиселина. А на спротивниот крај е антикодонот. Односно, тоа е триплет од азотни бази на транспортна РНА. Како што е представено тука за аминокиселината метионин, со која што започнува секогаш процесот на синтеза на протеини, стои антикодонот урацил, аденин и цитозин. На долната шема ви е представена информационата РНА со триплет од азотни бази, кои што се означени како кодони. На кодонот АУГ или аденин, урацил и гванин, како што гледате, според принципот на комплементарност се поврзуваат урацил со аденин, аденин со урацил, цитозин со гванин. На овој кодон одговара аминокиселината метионин, која што го ја носи транспортната РНА. Процесот на биосинтеза на протеини започнува со процесот активација, а процесот активација значи поврзување на аминокиселината за соодветната транспортна РНА. Процесот инициација значи формирање на иницијален комплекс од малата рибозомска подединица и аминокиселината метионин. Поврзувањето на малата подединица со големата подединица, на која се разликуваат две места, пептидилно
на кое што се поврзува аминокиселината метионин, и аминоацилно место на кое се поврзува tRNA, чиј антикодон одговара на кодонот на информационата RNA. Значи, процесот на иницијација значи формирање на иницијален комплекс, односно поврзување на двете рибозомски субединици со информационата RNA. Процесот на транслација значи поврзување на кодонот и антикодонот за преведување на информацијата од иRNA или информациона RNA за аминокиселинскиот редослед во соодветниот протеин. Процесот на елонгација значи растење на полипептидниот синџир со додавање на нови аминокиселини кои што се поврзани со пептидна врска. Во формирањето на протеините, аминокиселините меѓу себе се поврзуваат со пептидна врска. Зголемувањето на полипептидниот синџир значи зголемување или дополнување со нова аминокиселина. Процесот терминација значи процес на завршување на процесот на синтеза на протеини и процесот завршува со стоп-кодоните, односно со УАА или урацил аденин-аденин, потоа кодонот УАГ, урацил аденин-гванин, или со стоп-кодонот УГА, кој што значи урацил, гванин и аденин. На тој начин се прекинува синтезата на протеини. Од шемата можеме да го заклучиме процесот или да го видиме процесот на синтеза на протеини, и тоа процесите или фазата активација, што значи поврзување на аминокиселината за транспортната RNA на местото АЦЦ. Значи, процесот на активација значи поврзување на tRNA со соодветна аминокиселина. Процесот на иницијација значи поврзување на информационата RNA со малата и големата субединица при што се формира иницијален комплекс. Процесот на транслација значи поврзување на кодоните од информационата RNA со антикодонот од транспортната RNA. Кога ќе се поврзат антикодонот и кодонот од информационата RNA, значи дешифрирање на аминокиселината која што треба да стои во редоследот на протеинот. Терминацијата или завршувањето на процесот на биосинтеза значи кога ќе се стопира процесот со стоп-кодоните. Од тука што можеме да заклучиме? Дека синтезата на протеини е запишана или закодирана во ДНА молекулата. ДНА е главен носител на генетичката информација за синтеза на протеини, а протеините се важни затоа што имаат градбена и регулаторна функција и затоа е важна нивната правилна синтеза која што е запишана во ДНА молекулата. Уште еднаш да повториме дека синтезата на протеини е запишана или закодирана во ДНА молекулата. На кој начин? Од ДНА молекулата, преку процесот на транскрипција, се синтетизира информационата RNA, која што преминува во цитоплазмата и носи информација директно од ДНА молекулата, кој вид на протеин треба да се синтетизира. Редоследот и бројот и видот на аминокиселини одредува и кој протеин е синтетизиран. Синтезата на протеини, значи, е директно поврзана со ДНА молекулата. Благодарам за внимание.